Додека се чиста тенни се пронаоѓаат други. Нова бактерија е детектирана во гостиварските цевководи. Иако фекалните бактерии веќе ги нема, водата уште некое време останува само за техничка употреба, бидејќи била пронајдена нова резидуална бактерија, со што и забраната за пиење и готвење и натаму останува на сила. Сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат и откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Во однос пак на обвинувањата од СДСМ дека владата несоодветно се справува со кризата во Гостивар, премиерот Мицкоски посочи дека во време на владењето на опозицијската партија имало преку 400 пријави за неквалитетна вода во градот и како што изјави, тогаш надлежните не презеле ништо. Мицкоски го повика обвинителството уште денеска да влезе во Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство и да ги истражи овие наводи. Во меѓувреме, додека траат напорите да се врати питката вода во чешмите на гостиварци, епидемијата стивнува. Министерот за здравство Сашо Клековски посочи дека во изминатово деноноќе биле регистрирани околу 70 нови случаи, но истите веќе во оваа фаза од епидемијата не можат во целост да се препишат на водата, оти инциденцата е во рамки на онаа пред загадувањето. Таа бројка веќе доаѓа во рамките на фреквенцијата на инциденцата што имавме пред епидемијата, значи меѓу 50 и 100 случаи дневно беа и во деновите пред 25 јуни, така да сметаме дека настанува смирување на епидемијата. Формален крај на епидемија мора да има само кога врз основа на епидемиолошките анкети ќе се утврди дека веќе нема случаи поврзани со градскиот водовод во Гостивар. Значи, ова бројка на нови болни може да бидат од сосема други причини. Ваквото намалување сметам дека е резултат на подобрување на квалитетот на водата во градскиот водовод. Сепак и покрај тоа што водата во Гостивар беше затруена со фекалии, откако скокна бројот на заболени, граѓаните таму се жалат и дека двојно е поскапено испитувањето на уринокултурата, нешто што мора секојдневно да го прават поради заразата, а воедно и приватно ги купуваат лековите за лечење на симптомите. Клековски посочи дека ќе провери зошто е цената на анализите зголемена, а што се однесува до лековите за третман, вели истите не се на позитивна листа и не постои можност тие да бидат ставени. Министерот сепак не спомена евентуално дали би се интервенирало со помош во лековите.